Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Министерот за транспорт и врски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта беа во работна посета на Кочани. Извршија увид во реконструкцијата на патот Кочани-Делчево, а ветија нови инвестиции во патната мрежа во Кочанскиот регион. Во завршна фаза се градежните работи за санирање на слечиштата и големите оштетувања на коловозот на патниот правец Кочани-Делчево. Санирани се критичните места на кои во изминатите години доаѓаше до одрони на огромни карпи, што на подолг рок го блокираа сообраќајот на магистралата А3 и поврзувањето со соседна Бугарија. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов во придружба на градоначалниците на Кочани и Виница го посетија граделиштето, при што беше констатирано оти се работи според предвидената динамика. Овој пат кој што не е од 60-тите години реконструиран, очекуваме, бидејќи е многу значаен за коридорот 8 и за источниот регион, очекуваме да до крајот на овој месец комплетно биде завршен и на тој начин да овозможиме да граѓаните од овој регион и сите оние граѓани кои што транзитираат по овој пат видат свој бенефит. Исто така сакам да се надоврзам дека за овој Кочански регион предвидени се во наредниот период да се вложат 70 милиони евра покрај овој пат, значи Кочани-Делчево. Предвидено е да се прави патот, значи Кочани-Пониква, предвидено е експресниот пат, знаете, кој што е Штип-Кочани, исто така да се направи реконструкција на обиколницата во делот на Кочани. Според директорот на јавното предпријатие за државни патишта, делницата кај Калиманци е најкритична, но се отстрануваат опасностите на поранешните слечишта на овој дел од патот. Веќе е во завршна фаза и останалото уште 2,5 км да се рехабилитираат. Офаќа 18 мостови, 4 слечишта или каменоломни, како да и кажеме, кои што представуваат многу голем проблем на овој дел од патот. Овој патот не знам кога не е рехабилитиран и за овој дел на Македонија, што е навистина прекрасен и убав, ќе овозможи поголем проток на сообраќај и ќе овозможи луѓето да можат секојдневно без опасности од одрони да се движат и да се опатуваат и према Централна Македонија, но и луѓето од Централна Македонија и другите градови да доаѓаат во овие прекрасни предели кои што се овде. Градоначалникот на Кочани Никол Чуелиев изрази задоволство од тоа што продолжува постапката за изградба на експресниот пат Штип-Кочани. Радува и сознанието дека во завршна фаза и тендерската постапка за вториот дел на изработката на експресниот пат делницата од Штип до Кочани, кој навистина е многу важен за целиот исток. Значи не зборуваме за проекти кои се важни за Кочани, зборуваме за проекти исто така кои се важни за целиот исток, кој навистина во последно време иселувањето е еден голем проблем и очекуваме дека со решавањето на инфраструктурните проблеми ќе се решат и дел од другите проблеми, се со цел да допринесеме за запирање на овој миграцијски процес. Реконструкцијата на патот кон Делчево е значајно за граѓаните од целиот регион, а според градоначалникот на Виница, покрај оваа делница регионот ќе добие и обновена алтернативна сообраќајна врска преку селото Бигла. Обезбедивме средства од 52 милиона денари плюс за реконструкција и за проширување на патот од Виница до Делчево преку село Бигла, со помош на Министерството на транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта, така да се надеваме дека и во понатамошниот тек и другите делници кои што се во тек и во изградба, како што е патниот правец од Виница до Берова во должина од 7,5 км, ќе завршат што е можно побрзо. Финансирањето на целиот проект за реконструкција на делницата од Кочани кон Делчево е обезбедено преку Светската банка, за што државата доби кредит од 6 милиони евра. По завршувањето на новиот блок од зградата за социјално загрозените семејства во Кочани се очекува наскоро да биде објавен огласот на кој ќе може да се пријавуваат заинтересираните граѓани. Според министерот за транспорт и врски Сугаревски, тоа ќе се спроведе во соработка со Министерството за труд и социјална политика. По завршувањето на изградбата на новата социјална зграда во Кочани, наскоро ќе биде објавен огласот за доделување на становите за граѓаните од ранливите категории. Објектот е лоциран во местноста Драчевик и располага со 1620 метри квадратни корисна површина. Се градеше со средства од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор.
Според министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, по 2-годишно комплетирање на зградата, становите ќе бидат доделувани согласно програмата за лица во социјален ризик. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, очекуваме во најскоро време да биде распишен јавен повик за доделување на 43 социјални станови, значи станови за најранливите категории. Бидејќи зградата е завршена, во моментов е формирана комисија меѓу Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски и очекуваме некаде до крајот на месецот или почетокот на наредниот месец да биде распишен овој јавен повик за доделување на тие социјални станови за ранливите категории. За изградбата на Ламела 2 на социјалната зграда во Кочани инвестирани се околу 54 милиони денари, а таа располага со станови од 35 и 45 метри квадратни. Со проектот, чија реализација започна кон крајот на 2015 година, покрај Кочани опфатени беа и скопската општина Бутел, како и Ресен, Демирхисер и Прилеп. Во саботата на 9 јуни матурантите полагаа мајчин јазик и литература како дел од државната матура. Денеска се полагаше третиот екстерен испит, а на 13 јуни ќе полагаат оние матуранти кои се пријавиле за предметот математика. Во средните училишта во Кочани полагањето помина без никакви проблеми. Во средните училишта во Македонија идните академски граѓани во саботата полагаа мајчин јазик и литература, еден од трите екстерни испити и задолжителен на државната матура. На 11 јуни, понеделник, го полагаа третиот екстерен испит – бизнис, естетика, хемија, физика, биологија, историја или филозофија, во зависност што пријавиле. А во среда на 13 јуни ќе бидат тестирани матурантите кои избрале да полагаат математика. Испитите почнаа во 10 часот и траја 3 часа. За државната матура годинава се пријавија 15.256 матуранти на ниво на држава. Полагањето почна на 2 јуни со тестот по странски јазици. Најголем број пријавени беа за англискиот јазик. Прелиминарните резултати од екстерните испити ќе бидат објавени најдоцна за 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит, односно најдоцна до 13 јули. Оние кои нема да положат дел или сите испити од државната матура во јуни или од оправдани причини не полагале, ќе може да полагаат во августовскиот испитен рок. Тестирањето го следат овластени наблюдувачи од Државниот испитен центар, Бирото за развој на образованието, Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука. Новинарите од Истокот ќе му помагаат на регионот во стратешките прашања. Ова беше одлучено на работниот состанок на новинарите од регионалниот центар одржан во Берово. Работната група при регионалниот центар на новинари Исток, кој делува во рамките на Сдруженијето на новинарите на Македонија, на работен состанок во Аурора во Берово, донесе повеќе предлози во однос на своите наредни активности кои ќе се најдат пред членовите на овој центар. Со работната група раководеше Тони Михаилов, координатор на регионалниот центар Исток. Една од задачите во идниот период ќе биде посета на сите градови и редакции и разговори со новинарите членови на ЗНМ во однос на нивната активност или неактивност во професионалното здружение. Ќе се изготви список на сите активни, но и на пасивни новинари во регионот кои имаат право и можност да бидат членови на ЗНМ. Една од активностите која се предлага е регионалниот центар Исток да застане за јубилеите на новинарите и да помогне во издавачката дејност на книги посветени на оваа тешка, но благородна професија. Книги кои ќе бидат напишани од искусни новинари со подолг стаж во професијата. Даден е и предлог да се детектира денот во кој излегол првиот медиум во регионот, тој ден да се прогласи за ден на новинарите од Источниот регион и на истиот новинарите да ја организираат својата новинарска вечер, на која ќе бидат доделени новинарски награди и признанија за најдобри медиумски остварувања. Посебен интерес предизвика предлогот новинарите да му помогнат на Источниот регион преку организирање дебати по важни регионални прашања. Дебати ќе се организираат во разни градови и на нив ќе бидат поканети да учествуваат релевантни државни и општински фактори. Првата дебата е планирано да се одржи во Пробиштип на тема неискористеноста на регионалниот водоснабдителен хидросистем Злетовица, за кој се потрошени близу 100 милиони долари, а ефектите и по многу години се далеку од посакуваните. Вакви дебати ќе има и во Кочани, Штип, Берово, Делчево. После 10 години градба, црквата во село Истибања конечно комплетирана со фреско живопис и иконостас.
се заокружува децениската градба на црквата Свети Стефан во село Истибања. Со подршка од верниците, заокружен е фреско живописот и во комбинација со дравениот иконостас, внатрешноста е речиси комплетирана. Неговите темели се поставени на нови темели, значи нема овде постоечки храм, овие темели се нови и се осветени од митрополит Брегалнички наш господин Иларион на 3.6.2008 година. И овој храм до сега, неговата изградба трае 10 години, како што се гледа од изградбата до сега е направено доста многу. Е изградена конструкцијата, покриена е со керамиди, надворешниот дел уште не е завршен, но веруваме дека оваа година и тоа ќе се заврши со фасадниот дел. Додека внатрешниот дел на храмот веќе е фреско живописан, поставен е иконостасот, иконите се готови. Имаме уште некои работи, како што е подот и полилеот, лустерот, да го земеме внатре. Но верувам дека до сега многу благочестиви христијани од ова село помогнаа во изградбата. Ктитор немаме на храмот, но со помош на сите благочестиви верници од ова место и од пошироко се доведе до при крај завршувањето на овој храм внатрешно, уредувањето надворешно очекуваме оваа година да биде завршено. Фреско живописот е насликан од истите зографи од српскаја година, кои претходно ја уредуваа внатрешноста на црквата Свети Лука, но официјалниот чин на осветување ќе почека до 2019 година, вели надлежниот старешина. Село Истибања брои околу 500 активни жители, а годишно се крштеваат по 15 на дечиња. Венчавките се бројат и собираат во август, кога се враќаат иселениците. Успешно завршена уште една учебна година за јазичниот центар Амичи. На завршната приредба во Центарот за култура Бели Мугри, учениците представија 13 различни земји од светот и играа и танцуваа на специфична музика, карактеристична за земјата што ја представуваат. Пат околу светот за 80 минути е насловот на завршната приредба што ја приредија одговорните, наставниците и учениците кои што го посетуваат Центарот за изучување на странски јазици Амичи по повод завршувањето на уште една учебна година. Секогаш иновативни и креативни, наставниот кадар ги подготвил учениците на тој начин што приредија вистинско уживање на кочанската јавност што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Темата на завршната приредба беше патување во различни земји од светот, а учениците, облечени во карактеристична облека за земјата која што ја представуваат, играа и представуваат дел од обичаите и игрите на различните земји. Во прекрасно осветлената сала, граѓаните едноставно уживаа во изведбата на нивните дечиња и внуци, а на крајот задоволството се чувствуваше на лицата на сите ученици и родители, како и на наставниот кадар и одговорните во јазичниот центар, бидејќи успешно заврши уште една учебна година. Се разбира дека е успешна, како и секоја година. Токму поради тоа одлучивме по четврти пат, веќе традиционално, да подготвиме уште еден завршен концерт заедно со нашите ученици. Овој пат се одлучивме темата да биде пат околу светот за 80 минути, со тоа што дечињата представуваат 13 различни држави од светот. Сите играат, танцуваат на специфична музика која е карактеристична нели за секоја држава одделно, носат традиционална облека и традиционални танци се застапени во секоја точка. Земаат дел, секоја година земаат дел различни ученици, така што овој пат, како и секоја година, дел зедоа учениците кои го посетуваат курсот по танци и се подготвуваат, се разбира, во текот на целата година. Имаме две представи, една е новогодишна и оваа завршната представа. Исто така учество зедоа и дечињата од Дневниот центар за предучилишна возраст, како и учениците од Дневниот центар од прво, второ, трето и четврто оделение. Уклучивме и неколку групи од предучилишна возраст кои ги посетуваат курсевите по креативност, логички игри, броеви, читање и бонтон и англиски јазик.
Јазичниот центар Амичи нуди активности за деца од 3 годишна возраст па нагоре, се до студенти и возрастни лица кои сакаат да усовршат одреден јазик. Програма за изучување на англиски, германски, шпански и француски јазик, како и интензивни курсеви и индивидуални часови. Во склоп на јазичниот центар Амичи има и забавно-едукативен центар Амичи Kids, во кој што, освен читањето, анализирањето и глумењето на ликови од приказните, се збогатува и вокабуларот на децата, но се учи и детски и училишен бонтон. Во Амичи има и интерактивна настава со современи и креативни методи и техники на учење, професионален пристап кон клиентите, со цел да се потикне процесот на стекнување знаења и способности за користење на странски јазици. Во центарот се организираат и креативни работилници, а се вршат и преведувачки услуги. Приредбата беше представена во 2 дена заради големиот број родители и гости кои што сакаат да ги видат децата на сцената. Амичи како јазичен центар за изучување на странски јазици со ваков ентузијазам и уште поголем труд продолжува и во иднина. Следуваат информациите од спортот. 7 медали, од кои 2 златни, освоија джудистите на джудо клубот Гладијатор од Кучани на државното првенство за пионери и јуниори, што викендов се одржа во Битола. 2 златни и 5 сребрени медали за джудистите на джудо клубот Гладијатор од Кучани на државното првенство за пионери и јуниори, што се одржа викендов во Битола. Во силна конкуренција од 180 надпреварувачи, а во техничка организација на джудо клубот Пелистер од Битола, кочанските джудисти се вратија со освоени 7 медали. Со злато се закитија Филип Станојков и Стефанија Павлова, каде што Стефанија Павлова е апсолутен првак во 2 конкуренции, во конкуренција млади пионери и во конкуренција пионери, каде што е и паралелно и учесник во 2 репрезентации, се пласира во 2 репрезентации, значи во репрезентација млади пионери и во репрезентација пионери. Учеството беше со силна конкуренција, каде што имаше околу 180 надпреварувачи и јас сметам дека со овој резултат се качуваме полека, но сигурно кон пиедесталот. Наредни активности кои што ни предстои во наредниот период, каде што треба да ја завршиме ова сезона, се на 16 учествуваме на семинарот кој ќе се одржи во Прилеп за млади пионери и пионери, кој е во техничка организација на Judo Club Session, а доаѓа олимпискиот шампион и мајстор 9 дан господино Славко Обадов од Република Србија. Сребро освоија джудистите Христијан Павлов, Дамјан Крстов, Андри Давидков, Андрија Минова во категорија пионери и Филип Манасиев јуниори. Кочанските джудисти и оваа сезона ја завршуваат со многу освоени медали и признанија, а со вакво и уште позасилено темпо ќе стартуваат и новата сезона од септември. Управата на фудбалскиот клуб Осогово го ангажирала Жанко Савов за нов тренер на екипата во наредната сезона. На оваа позиција тој доаѓа откако претходниот шеф на стручниот штаб Крсте Крстев си поднесе оставка. Некогашниот првотимец на Скопски Вардар, Жанко Савов, е новиот тренер на Осогово. Управниот одбор на кочанската фудбалска екипа веќе го договорил неговото доаѓање на оваа позиција, за што објави и официјално известување на веб-страницата на клубот. Савов е познато име во фудбалот, особено во прволигашкиот, а со екипата на Вардар 3 пати е има освојувано шампионската титула во првата фудбалска лига. Со истиот клуб 2 пати, а со Цементарница еднаш е освојувач и на Купот на Македонија. Освен тоа, за него стои дека зад себе има завидна интернационална кариера како фудбалер, но и прилично добра биографија како тренер. Покрај настапите за Вардар и Цементарница, како фудбалер ги бранел боите и на Беласица и Пелистер, а на меѓународна сцена настапувал во Јужна Кореја, како и во соседна Србија за екипата на Раднички од Ниш. Како тренер пак работел со екипите на Цементарница, Маđари Солидарност, Борец, Тетекс, Македонија Ѓорче Петров. На почетокот од претходната сезона беше тренер на Победа од Валандово, од каде по заминувањето доаѓа во Осогово. Савов ќе го замени досегашниот шеф на стручниот штаб Крсте Крстев, кој претходно си даде оставка.
Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани ќе организира едукативно-планинарски камп што ќе се одржи на Пониква. Кампот, што ќе се одржи предстојниот викенд, е наменет за обука на млади планинари од цела Македонија. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани во соработка со Младинската комисија при Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, како и Агенцијата за млади и спорт, организира 3-дневна обука за млади планинари. Едукативниот планинарски камп Пониква 2018 годинава за прв пат ќе се одржи во Источна Македонија под мотото омасовување на планинарството, дружба и едукација. Обуката се организира за да се побуди интересот кон планината и природата кај помладите, да научат за убавините и опасностите при престој во планина. Кампот треба да му овозможи на секое дете кое сака да планинари како најдобро да се подготви, да научи која храна е најдобра да се консумира за време на планинарската акција. Исто така, кампот има и еколошка цел, односно ќе ја поттикне свеста кај помладите за зачувување на природата и незините убавини, кои во Македонија се со непроценлива вредност. Обуката на Пониква ќе опфати теоретски и практичен дел. Во делот теоретската настава ќе се учи преку игри, предавањата ќе ги вршат врвни и искусни планинари, а младите ќе учат како да запалат оган, да вразуваат јазди, подготовка за на планина, потребна облека и обувки во зависност од временските услови. Ќе се изучува ориентација, маркација, прва помош, опасности во планина, како и флора и фауна што се застапени во Македонија. Право на учество на едукативниот планинарски камп имаат млади на возраст од 12 до 19 години, кои се членови на планинарските клубови, членки на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Кампот ќе започне в петок 17 јуни, а организаторот обезбедува храна и сместување за секое дете. Бројот на учесниците е ограничен, а за децата учесници потребно е да се достави потврда од матичен лекар за здравствената состојба, како и родителите да потпишат согласност за учество. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.